По многу минати столетија не избледнува сликата за Климент во нашата меморија. Тој представува еден од најмаркантните ученици на браќата Кирил и Методи, чија просветителска мисија ги изведе македонците и останатите словенски народи на културно-цивилизацијската сцена на Европа. Цели 2 века пред Болонјскиот, Климент го основал првиот словенски универзитет во нашиот Охрид, кој останува жариште на словенската култура и писменост. Давајќи ни ја светлината на писменоста, го зацврсти нашиот идентитет и алките на нашиот духовен континуитет. Не можеше оваа награда да се востанови на посоодветно место од Охрид, зашто во овој древен град се роди една од најголемите духовни вертикали на првата христијанска и словенска епоха, Охридската книжевна школа, со која всушност почна словенската палеографија и палеославистика. Делата негови зборуваат доволно за све што направил низ неговиот живот, за промоција на градот Охрид, како и промовирање на културните вредности. Неговото лик и дело ќе продолжи да живее, јас ќе продолжам да ги промовирам неговите книги. Спомен собата на Аден Долар исто така ќе продолжи да живее. Во знак на почит одлучив признанието да го поделам со волонтерите на Црвениот крст, со спортските и културните и образовните работници, а секако и со медиумите кои го дилижбе беа мојот најголем ветер во грб. Оваа повелба им ја посветувам на сите пациенти со ретки болести. Екофаб е Охрид, Охрид е Екофаб, сметаме дека со нашите активности донесовме едно ново действување, еден нов ветар и посакуваме да се раѓаат во разни сфери слични активисти, секој во својата област.